Нетранспарентност и немање отчетност, непочитување на законите, институциите недоволно или воопшто не објавуваат податоци за трошењето на парите, годишните извештаи и буџетите. Некои од нив воопшто не ставаат вакви информации на своите веб страни, други половично, некои воопшто немаат веб страна. Во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, например, страниците за јавни набавки и изводот за реализација на буџет се празни. Ова министерство е рангирано на 88-то место според индексот на активна транспарентност на Центарот за граѓански комуникации. Подолу од него се општините Сарај, Теарце, Студеничани. Јавните набавки и буџетите се двете најболни точки кога станува збор за транспарентност и отчетност. Таму се сконцентрирани големи финансиски средства и голем дел од институциите одбегнуваат да ги стават на увид на граѓаните и пошироката јавност. Од минатата година активната транспарентност се подобрила незначително, само 5%. Владата и министерствата се оценети како потранспарентни од општините. Објавувале 79% од податоците за својата работа, општините само 60%. Тие во Скопскиот регион се најмалку отворени кон јавноста. Тоа што се гледа и очигледно е дека транспарентноста расте, меѓутоа има уште голем простор да се подобри, бидејќи има уште мноштво информации што им требаат на граѓаните, на фирмите, а што не се ставени на располагање на веб страните на институциите. Регионално источниот регион стои, да кажам, најдобро со години, има исполнето со 74%, додека за жал најголемиот Скопскиот регион има едва 49% исполнетост на обврските за објавување на информациите. Се уште концептот на транспарентноста не го сваќаат, не дека тоа им треба на граѓаните, е право на граѓаните. И самите институции имаат корист од транспарентноста, а расте довербата на граѓаните во таа институција. Институцијата на тој начин сама располага, управува со своите информации подобро. Сите ги има на веб страна и ним да им требаат, ќе ја отворат веб страната, ќе си ги видат. Нетранспарентноста отвора просторно и сомнеш за корупција, на која со декрет предупреди американскиот председател Џо Бајден, каде е нагласено, цитирам, унапредувањето на демократијата, транспарентноста, отчетноста и демократското управување низ целиот Западен Балкан во согласно со стандардите што земјите мора да ги исполнат за да напредуваат на европскиот пат. Политизирањето на регулаторните тела, назначувањето на клучните луѓе по партиска линија е погубно во овој сегмент и затоа имаме ваква ситуација, вели професорот на правниот факултет Борче Давидковски. Сепак, како агенцијата не се одважи како регулатор. Мислам дека сепак партиите као пообичај, знаете, ми имаме 12-13 регулатора во Македонија, сепак партиите се тие кои што ги определуваат. А регулаторот му е токму и неговата функција. Тој да биде спона меѓу власта и корисниците, дали се во областа на енергетиката, дали граѓаните е слободен пристап, вие новинарите, да слободен пристап на информација од јавен карактер и така. Штом е тоа партиски личности се ставаат, штом се тие партизирани, тие нема да работат во функција на тие што барат информации, туку ќе работат во функција на оние што ги поставили. Тоа е рак рана на нашиот систем. Доколку успееме да честно, транспарентно, со конкурс да ги поставиме носителите на функциите во тие регулатори во Македонија, ако успееме, повторувам, тогаш можеме да очекуваме некоја благодет од тие регулатори. Инаку вакви не ни требаат регулатори. Што ако ја чекам да му каже владата дали струјата ќе качи 1, 2 или 3% или бензинот, нафтата ќе качи. Мене тоа не ми интересира. Подобро нека остане по старо, џабе ги плаќам. Дека состојбата со транспарентноста не само што нема напредок, туку е и катастрофално лоша, говорат податоците на Агенцијата за заштита на право за слободен пристап на информации од
јавен карактер, каде минатата година биле поднесени 752 жалби, најчесто против молк на управата, а за непостапување по барање за слободен пристап до информации дури 611 жалби. Минатата година започнавме со водење на прекршочни постапки против службените лица кои што не постапувале по решение на агенцијата, не објавувале листа на имате на информации така натаму. Во тек се минатата и оваа недела прекршочни постапки, постапка на порамнување, првата фаза од постапката за прекршочна за водење на прекршоци. Постапката за порамнување се води против 308 институции кои што не доставиле годишен извештај за минатата 2020 година во законски предвидениот рок, а тоа се околу 350 службени лица. Значи ние водиме постапка против службени лица и во тек е една постапка против одговорно лице кое што не назначи одговорно службено лице во институцијата со која што раководи. Закони има, но не се почитуваат, вели професорот Давидковски. Формално правно тоа е така, но фактички сведоци сме дека никој кај нас не почитува закон. Тоа е дел од нашиот македонски фолклор и тоа е тоа. Значи, мислам дека тоа е сврзано, принципот на транспарентност е сврзан со принципот на отчетност. Ако сакаме да имаме вистинска демократија, треба сите носители на јавни функции да бидат отчетни. Кај нас никој до сега, барем носител на јавна функција, не дал отчет за својата работа. Нив ќе ги сменат, едноставно ако бил дали успешен или неуспешен, ако не направил криминал, ќе кажеме еден од 500-ните министри кои што од почеток од 90-та година до сега се прошетале во нашиве институции, што е најтрагично. Значи, ако имаме принципот на отчетност, секој да треба да дава отчет, тогаш е тоа поврзано и со принципот на транспарентност. Сакал или не ќел, или воленс, ноленс, секој од носител на јавна функција ќе мора, ако дава отчет секоја година за својата работа, исто така да земе, за да му се олесни работата, да земе на веб страната да даде отчет за својата работа. Не само што треба да бидат транспарентни, институциите тоа треба да го објават на разбирлив начин во отворен формат, да можат сите граѓани да го разберат, вели Филков. Не е доволно да ставите буџетот, една обврска е да го закачите буџетот. Втора обврска би било да го ставите буџетот во отворен формат, да јас внатре можам да пребарувам. Трета би било од буџетот да направите еден граѓански приказ, па за граѓаните точно да знаат од каде се прибираат парите и за што се трошат. На тој начин сметам дека ќе порасне и процентот на граѓани фирми што редовно си ги плаќаат даноците, а исто така и институциите ќе ги трошат парите онака како што граѓаните сметаат дека им треба и имаат потреби, а не како што некој замислил, да кажам, во една одсеченост на таа врска меѓу граѓаните и институциите. Агенцијата презема, значи, во рамките на своите надлежности повеќе активности за подобрување на транспарентноста. Во таа насока, како еден од најбитните елементи и начини за да допреме до пошироката јавност и пред се до службените лица кои што имаат обврска да постапуваат по барањата за слободен пристап, значи редовно реализира секој четврток обуки за службените лица кај имателите на информациите. Преку едукацијата, значи ние сакаме да допреме до службените лица и да му кажеме дека како треба да постапуваат по службените барања и да го избегнуваат пред институтот молчање на управата. Институт кој што за жал многу се користи, а во делот во областа на слободниот пристап, значи недозволиво е да се оди на молчање на управата. Значи треба да се постапува по барањата. Многу битен елемент за подобрување на транспарентноста е проактивната транспарентност на институциите. Тоа значи да ги објавуваат информациите кои што ги создали или со кои располагаат. Тоа ќе доведе и до намалување на бројот на барања кои што ќе ги примаат. Како барање кои што треба да постапуваат согласно Законот за општа управна постапка. Од антикорупцијска комисија вела дека немаат надлежност да ја следат транспарентноста, но како корисник на податоци, доколку не ги добијат, изрекуваат казни за одговорните лица.
Во Националната стратегија за борба против корупцијата, една од целите што треба да се постигне за спроведување на предвидените мерки и активности е транспарентност на институциите, а како инструмент за остварување на оваа цел е зајакнување на Агенцијата за следење на слободен пристап до информации од јавен карактер, вели Катица Николовска од Државната комисија за спречување на корупција. Но очигледно се ова не е доволно. Укажувањата на експертите се дека институциите конечно треба да сватат дека раководат со парите на граѓаните и мора да ги објават податоците во целост, транспарентно и тие да бидат достапни не само за медиумите кои чекаат на информација од портпаролите, туку и за сите граѓани. Најважен и неизоставен сегмент на демократијата се транспарентноста и отчетноста. Само така ќе се намали корупцијата, а земјата побрзо ќе влезе во европските вредности. Министре Николовски, нетранспарентноста и корупцијата се високо, односно тесно поврзани. Дали сте задоволен од транспарентноста на владините институции како министер за против борба за корупција? Јас сум задоволен од аспект на тоа што има огромна разлика во отвореноста, пристапноста, транспарентноста на информациите и податоците кои што граѓаните може да ги добијат. Но секогаш може подобро. Секогаш може подобро и тој процес не е завршен. Ние пред само неколку месеци донесовме нова информација одлука на влада за јавно објавување на сите 22 типа на информации по законот за слободен пристап и од сите општини и од сите 1300 институции. Тој процес сега го следиме. Роковите течат и ние следиме колку сите субјекти, сите избрани и именувани функционери кои што ги водат институциите ги ставаат и во форма и по содржина достапни и разбирливи на граѓаните овие информации. Добре. И тој напредок се констатира. Секако дека не е доволен и секако дека треба уште да се работи во периодот што следи. Меѓутоа има голем напредок од она што беше 2016 година, кога сите овие информации не беа достапни за Добро, да за го граѓаните. оставиме Груевски, владењето на Груевски, заради тој мандат беше даден на СДСМ, се разбира. Но видете, една од извештај од последниот извештај на Центарот за граѓански комуникации на Герман Филков и Сабина Факич ја покажува транспарентноста на институциите и ги акцентира некои од институциите кои не се транспарентни. Меѓу нив најслабата оценка има Министерството за политички систем. И ако кликнете, ако напишете Министерство за политички систем, на веб сајтот нема да го најдете, односно не постои на Google, ако одите. Можете да го земете телефонот, ако не ми верувате. И на кирилица, и на латиница. Тогаш треба да кликнете кај влада, па потоа треба да кликнете кај страницата на Министерството и потоа, ако влезете во тоа Министерство, одите на главното мени, финансии. Кога ќе кликнете на финансии, нема ништо. Кога ќе кликнете пак за да побарате нешто повеќе од финансии, пишува јавни набавки, план за јавни набавки, извод за реализација на буџетот. Што и да кликнете од овие, и дали се јавни набавки, или пак план за јавни набавки, или пак третото, ево јас ова убаво го покажувам, нема ништо. Тоа значи дека транспарентноста е навистина на 0% би рекла, што се однесува до ова Министерство за политички систем. 2018 година оваа влада воспостави нов систем во рамки на Министерството за финансии. Тоа е системот на отворени податоци. Пристап до целокупниот трезор, до секој еден налог секој ден, било кој министерство, било кој директор, кој што е дел од буџетот, што го подпишува, мора да е објавен и е објавен и тоа може лесно го проверите Да, и може на веб страната на значи, финансии. тие можеле да го инкорпорира тоа министерството, да ги стави сите овие податоци за кои говорите. Би разговарале ли вие со Артан Груби, би седнале ли тој како министер на ова политички систем
министерство, би седнали ли да му кажете, да му предочите дека му е всушност празна страницата која треба граѓаните да ја консултираат и за која треба да бидат информирани? Ние сме донеле план за борба против корупција во месец март, кој што точно ги опфаќа интерните процедури за јавни набавки, лицата за внатрешно пријавување, антикорупцијските програми, но и објавувањето на сите договори за јавни набавки, секако дека и со секој еден министер, и со секоја една општина, и секаде каде што владата дава препораки, ќе разговарам и секако овие податоци се. И ќе му ги покажете на Артан Груби, предпоставувам. Апсолутно, да обврска на секоја институција. Дека не е транспарентна неговата институција. Треба да ги видиме информациите, јас кажав, во системот отворени податоци на Министерството за финансии имате пристап до секој но добро, ако луѓето сакаат да влезат во ова министерство, не може ништо да најдат. Моментално на ниво на владата се обновуваат или се води постапка за нови веб страници кои што се подостапни за граѓаните и секако треба да ги видиме причините зошто ги нема тие информации. Меѓутоа, граѓаните заслужуваат и мора да ги добијат информациите и јас секако дека никој нема да ме спречи да разговарам со било кој, заради тоа што тоа е обврска која што сите ние сме презеле. Извинете што ја прекинувам, тоа може министре за една недела да биде напишано, апдейтирано, да биде пополната страницата. Ворите ли е да ви се јавам ја за една недела и да провериме дали се објавени тие податоци? Апсолутно, заради тоа што напредокот е констатиран во извештајот, ако збориме во делот на министерствата. 13 министерства имаат скок во групата на многу добра и добра транспарентност. Да, но ова е многу слаба. Значи, сигурно има до 16 и неколку министерства кои што не ги исполнуваат врските. Да, ова е многу слаба и заради тоа, како пример ви ја давам, за да се сменат, се разбира. Апсолутно, ќе реагираме во секој еден поглед и ќе ги имате информациите. И вие и граѓаните. Важноста за борба против корупција ја акцентира и американскиот претседател Бајден со неговиот проглас околу важноста за борбата поврзана всушност со дестабилизација на регионот. Како ја разбирате неговата порака? Пораката е со целосна поддршка на евроинтеграцијските процеси на целиот регион. Ова е порака јасна и директна до сите оние кои што ги кочат, блокираат процесите кои што се тргнати и во нашата земја и во регионот. И да се преземе, министре И апсолутно, ова е уште еден доказ дека треба сите механизми и сите алатки да бидат употребени за да навистина имаме докази дека се бориме против ова зло, корупцијата и криминалот во целокупниот регион. И мислам дека во одлично време доаѓа пораката кога е воспоставена оваа позиција, кога носиме низа на планови, кога истите се реализираат и навистина секој треба да даде поддршка во тој правец и е добро што покрај Охридскиот, Преспанскиот и останатите договори од регионот кои што за прв пат се наведени во овој извршен декрет на председателот Бајден, е и криминалот и корупцијата како една од темите кои што може да бидат пречка за многу политичари поединци од регионот, да им биде замрзнат имотот или да не може да влезе во... Но се гледа незадоволството на Бајден. И вие многу добро сте свесен и за извештајот, например, на Греко, кој ја потенцира вашата улога дека е неспоива всушност вие да истражувате, да ги истражувате вашите колеги, конечно и сами од себе. Невозможно е да се истражувате, кога станува збор за корупцијата, и потоа да давате некакви резултати, транспарентно сето тоа да биде. Малку е тоа неспоивост на двете функции. Греко, напротив, ги акцентира реализацијата на сите мерки кои што, односно препораки кои што ги имаме. Дали како влада, дали како Министерство за внатрешни или како обвинителства и така натаму. Не добро, но кога во ниту еден момент не вели дека има несполивост на позицијата, туку вели дека може да дојде некој друг министер кој што нема да се однесува така како што треба. И ние во тој дел Не ве спомнува со име и со презиме. Во тој дел пристапуваме кон измена на кодексот кој што веќе е во постапка, значи, за да навистина се развива тоа, да се развојат тие функции. Рокот е септември 2021, ние тоа ќе го направиме многу порано. За да го слушнате всушност Бајден кога ги дава тие препораки и алармира. Тоа е тесно врзано.
Мислам дека пораките на председателот Бајден се многу јасни, директни, суштински и од крупно значење. И ќе бидат имплементирани, претпоставувам. Во уште многу механизми, алатки кои што треба да ги употребиме во боравата против корупцијата. Затоа денеска збориме за закон за потекло на имот, кој што го работиме. Затоа денес го имаме завршено регистарот на вистински сопственици на фирмите и низа на други мерки и политики. Меѓутоа е добре додена како порака до сите дека на вистина ова е клучната тема на која што треба да се фокусираме. Да, ви благодарам за овој разговор. Благодарам. Билјана, во Македонија има голема дебата околу транспарентноста на институциите. Многу од нив не се транспарентни, особено што се однесува до јавните податоци кои се објавуваат на нивните интернет страници, каде граѓаните може да бидат за се информирани, не само медиумите. Каква е состојбата во Словенија што се однесува на транспарентноста на институциите? Evo, ono što bih ja za početak rekla jeste da u Sloveniji živimo još uvek u pravnoj državi, što je jako dobra stvar. To znači da postoje zakoni koji funkcionišu, nisu samo na papiru i nisu samo pro forme, već se isprovode. To najbolje vidimo, evo sad i najnovija stvar, možda samo da pomenem uzgred, da je Ustavni sud poništio odluke vlade koje je vlada donela tokom epidemije u vezi sa okupljanjem ljudi i u vezi sa prelaskom granica opština i tako dalje, i to je sada sve odlukom Ustavnog suda poništeno. Znači, vlada se nije potrudila da svoje odluke epidemiološki, mnogi od njih su bile opravdane, neki možda i ne, nije sada to ni bitno, ali nije se potrudila da to pravno uskladi sa važećim propisima. U tom smislu to je jako dobro, znači da zakon važi za sve. I u tom smislu je bitno da imamo zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, koji jasno kaže da smo kao građani i građanke imamo svako pravo da znamo kako se naš novac troši. Dakle, sve o budžetu, o platama službenika, o transakcijama, što je jako bitno, znači sva dokumentacija javnih nabavki, tendera, raspisa, konkursa mora biti javno dostupna i svaki organ mora imati od lokalnog do ministarstva i tako dalje, mora imati katalog od informacija od javnog značaja na svom sajtu. I to uglavnom većinom i postoji, tako da možete doći do tih informacija vrlo brzo. Ukoliko slučajno se desi da ih nema, onda pišete organu direktno ili zovete telefonom da to dobijete i to dobijete uvek u određenom roku koji je određen zakonom. Ukoliko se slučajno desi, znači više tih osigurača, kako kažem, da se desi da i tu ne dobijete informacije na koje imate pravo, onda postoji poverenik za informacije od javnog značaja, kome pišete, on vam pomaže, savetuje, reaguje, tamo postoje svi obrasci koje vam trebaju za to da bi još jednom se obratili tom organu i tako dalje. Tako da za sada zaista s tim nemamo probleme, do svih informacija možemo da dođemo. Тоа значи дека и сите информации се достапни практично на интернет страниците и граѓаните може да komuniciraat, može da бидат informirani bez nikakav problem. Tako je. Sve plate su gore, znači koliko je najviša plata isplaćena na primjer u ovom mesecu, naravno nisu podaci lične prirode, ime i prezime, tako da to je zaštićeno zakonom o ličnim podacima, ali sve drugo vrlo lako možete da dobijete uvid koliko je para na šta potrošeno, koliko je najveća plata isplaćena na kom mestu, za koje zanimanje, u kom javnom organu i tako dalje. Tako da je to sve javno dostupno. Значи, платите се објавени без име, како што добро го разбрав. Но и функцијата се споменува и тогаш тоа веќе не е некој затворен, практично затворена информација. Da, to je apsolutno otvorena informacija za javnost svakog javnog službenika kolika mu je plata. Mislim, kolika je plata u toj profesiji za taj određeni mesec i tako da. Dobro, Biljana, ti благодарам за овој разговор. Hvala puno vama.